Добро дојдовте назад. Започнуваме и со гостувањето од овој момент. Ви кажавме за која тема ќе позборуваме, а за тоа најповикана во овој момент е секако и нашата гостинка. Семејен и системски психотерапевт Славица Гајдазис-Книжевич од Институтот Алтернатива, а еве за која тема ќе позборуваме. Родителски виштини во време на самоизолација, важноста на семејството во овие времиња. Добро ви утро, Славица. Добро утро. Верувам добро расположени. Чекавте да ве повикаме и да започнеме со разговорот. Точно така. Ме радува што денеска отвараме една многу важна тема на овака важен ден како што е денот на семејството. Секако ќе го одбележиме меѓународниот ден на семејството, па токму првото прашање ми е врзано за тоа. Свативме ли, господјо Книжевич, во ова време, не време, во самоизолација, во карантин, кога времето многу почесто го поминувавме во домашни услови, колку тоа ни значи нашето семејство? Јас мислам дека е важно да знаеме дека во ова време, не време како викате, или во време на криза, сите семејства поминуваат низ одредени кризни моменти. Она што ја прави разликата тоа е дека за некои семејства кризата беше катастрофа, а за некои семејства кризата беше предизвик да се реорганизираат и да се прилагодат, заради тоа што кога имаме ситуација на криза, како и целата држава, така и семејствата треба да превземат некои, да кажеме, кризни мерки, односно различен тип на организација, за да можат да останат стабилни и да функционираат на најдобар можен начин за сите семејни членови. Така да мислам дека е важно да знаеме дека ова не е лесно за никого и дека практично предизвик е за сите семејства. Секако, навистина е предизвик, а вие бевте постојано активни, би рекла, онлайн. За сите оние родителски виштини имавте бесплатни обуки, работилници, со сите родители или не мора да се родители, некој што би сакал во идно време да стане родител. На каков начин се одвива овие работилници? Последниве 3-4 недели, да, имавте бесплатни работилници и што беа најчестите прашања? Така е. Јас би сакала да кажам дека семејствата во кои што возрастните се и родители се исправени уште пред поголема задача да се прилагодат на овие услови и заради себе и заради своите деца, заради тоа што ова време значи практично, како што реков, оние семејства кои го доживуваат како предизвик, искористување на сите своји потенцијали на еден малку поразличен начин и практично оние семејства кои што го имаат тој капацитет на креативност, кои што го имаат тој капацитет на прилагодливост на новите ситуации, подобро пропатуваат низ овој период. Нашиот институт е активен повеќе години наназад и во тек на минатите 3 години имавме проект кој што е посветен токму на родителските вештини и кога започна оваа ситуација, ние брзо се исто така преорганизиравме, затоа што и ние се викаме Алтернатива, баравме алтернативни начини да бидеме во контакт со луѓето, односно со сите оние на кои што нашата помош е потребна. Така да отворивме неколку онлайн линии, меѓу кои што е и советувалиштето за родителски вештини во криза, односно во период на COVID-19, меѓутоа исто така имаме и кризно советувалиште за индивидуалци и семејства кои што имаат потреба од нашата помош и во него се вклучени сите капацитети на институтот, сите наши и вработени и нашите соработници и не има навистина во еден завиден број. Она што беше нашата идеја и нашата задача е да ни сите можни платформи, односно на секој можен начин кога не можеме да оствариме физички контакт, односно кога не можеме да бидеме присутни во живо сега зборуваме за родителите, да бидеме достапни со родителите ни сите оние ни серија на работилници онлайн, како што велите вие, односно упатства кои што ги нудевме, односно совети произлезени од искуството кое што го имаме низ годините наназад. И морам да признам дека во почетокот и ние не бевме сигурни како тоа ќе тече, меѓутоа одзивот беше на вистина охрабрувачки. Огромен број родители ги следат овие наши, се јавуваат, спремни се да продолжат да учествуваат, како и на нашето советувалиште за родители во криза, каде што можат сосема дискретно, сосема анонимно да бидат во контакт 6 часа во неделата. Од сабајле од 10 до 2 и попладне
odnosno od 10 do 12 и поплатне од 4 до 8. Имаме редовно дежурни на нашата линија и со тоа ја направивме достапна целата психолошка поддршка за родители. Тие работилници верувам и ќе продолжат и понатам. Работилниците ќе продолжат и сега се следи повторно репетирање на тие работилници, меѓутоа што условите ќе овозможат, веќе спремаме и нов сет на можности, нели, ако продолжи оваа ситуација, но јас се надевам дека ситуацијава ќе почне да се менува. И она што е битно тоа е да штом ќе се нели променат условите, некаде од септември месец следи нова фаза во нашата проектна активност која што се вика родителство за целоживотно здравје во рамки на проектот RISE, кој што е финансиран од Европската Унија, така да веќе од септември тргнуваме во нови активности и нови групи на родители. До сега се 400 родитела вклучени во претходните фази и искуствата се навистина, повторно да кажам, многу охрабрувачки. Ке следат и некои изјави на родители на нашата Facebook страна, така да се надевам дека од септември, кога ќе можеме во живо да се сретнеме, ќе започнеме и со работилниците во живо. Секако да ги повикаме сите оние гледачи на телевизија Алфа доколку имаат можност или потреба, секако, но и чисто консултација да ве повикаат на Facebook фан страницата Институтот Алтернатива Гадазис и секако да ги следат и овие бесплатни работилници, да имаат... Да, и на нашиот телефон, јас би рекла, на нашиот телефон, кој што е 075 65 75 66, 076, пардон, е позивниот, тоа е нашиот телефон на институтот, кој што е практично достапен за советувалиштето и за сите оние кои се заинтересирани и имаат потреба од стручна помош. Постојано разгледувајќи и подготвувајќи се за оваа денешна тема, велите целоживотно здравје. Многу убаво ми звучеше, затоа што тоа ви е некако како лајт мотив кога се поздравувате со вашите ценети кои се вклучени секако во Институтот Алтернатива. Чувајте си го менталното и целоживотното здравје. Ке ми кажете што ви значи тоа, но сакам за прашањата најчесто кои ги добивавте од родителите. Сега не за оние што во моментов не се родители, но понатаму би сакале тоа да станат. Кои беа најчистите прашања? Убаво кажавте, докторке, дека сите ние всушност сме пред едни предизвици и како се соочуваме секој за себе, нели? Секој со сопственото ментално здравје, и подготовка животна. Јас го користам зборот предизвик наместо тешкотија, затоа што знаете, кога ќе се најдеме во вака воредни ситуации и ние и семејствата, многу е важно како погледот ќе го свртиме, дали ќе го свртиме погледот кон она што го немаме или кон она што го имаме. А сите семејства имаат огромни ресурси, често пати кога ние разговараме со нив, кога ги пронаоѓаме заеднички, имаме одговор, тоа, видите, на ова не сум помислил, видите, ова не сум. Значи, секогаш имаме можност да ги направиме работите, знаете, она што вика такова не скрши, ке не зајакне, иако морам да кажам дека тоа не е лесна задача, особено не е лесна задача за возрастните, односно семејствата каде што има деца, заради тоа што сега имаме една нова задача која што пред родителите се исправи, а тоа е да учествуваат интензивно да учествуваат и во образовниот процес на своите деца, што не е мал. Да, имаат две улоги во моментов, да бидат и родители и наставници. А како па тие всушност преку вашите стручни совети ги смирувавте? Можеби смиреноста и некако позитивниот дух на родителите можеби беше и најбитната алка во справувањето па со своите деца, затоа што доколку родителите се позитивни и смирени пред се, емотивно би рекла, нема да има една општа паника, страф да влеат и кај нивните деца. Една од големите задачи кои што сите возрастни ги имаме, а во оваа ситуација родителите особено е да се направи добро менаџирање со времето, односно да добро се определат активностите и во тие активности да постои време. Ние со првата работилница со која што излеговме, рековме од своите 5 минути време за своето дете. Знаете, кога ќе кажеме 5 минути, голем број родители викаат, па јас одвојувам и 2 сата, не е само 5 минути. Меѓутоа, кога зборуваме за 5 минути време, зборуваме за апсолутна посветеност, 5 минути време, фокусот на детето и сите оние правила кои што
ги содржи ги содржат тие 5 минути за да детето почувствува дека сме комплетно со него, дека сме тука, дека сме посветени и на тој начин ја градиме неговата значајност и неговата самодоверба. Она што е многу битно е кога го распоредуваат, знаете, во текот на времето убаво кажавте дека родителите имаат прво обврска да водат грижа за себе. Не да водат грижа прво за децата, туку да водат грижа прво за себе, па потоа водејќи грижа за себе да водат грижа и за децата. И тоа е едена голем, да кажеме, и предизвик и можеби нов момент во услови на целосна, нели, целосен карантин кога бевме, сега е малку полесно, многу е важно да може да одвојат време за себе родителите. Значи, како што одвојуваат време за децата да имаат 10-15 минути во текот на денот, да имаат едно капче каде што тоа ќе може да го реализираат за да си посветат време на себе и тоа зависи и од другите во семејството, од партнерот, од евентуално другите лица кои што се присутни ако ги има такви во семејството. Да се побара 10-15 минути во кое време родителот, односно возрастниот, ќе биде сам со себе. Следна работа која што е многу важна, а мораме да признаеме дека ова време не направи и нервозни, и фрустрирани, и понекогаш тесна ни е кожата, да научиме да се смируваме. Она што ние велиме да земеме поза за смирување, да се повлечеме, да дишеме длабоко заради тоа што секоја наша нагла реакција ги вознемирува како бранови се шири и ги вознемирува сите останати во семејството. Поддршката на партнерите, взаемната поддршка како родители и како партнери е исклучително важна во овој период време и како никогаш до сега соработката е повторно да кажам една од главните компоненти, поради тоа што во претходните некои времиња кога не беше криза, секогаш имаше можност за некој издубен вентил да се отиде малку да се прошета сам, да се отиде да се поразговара со соседите, со своите блиски, да се отиде на работа, сега сето тоа дома се одвива и навистина семејството е како под компресија. Знаете, притисокот брзо расте и тука е многу важно како партнерите взаемно, односно како родителите взаемно себе се разбираат, поддржуваат и како си ги почитуваат разликите. Секој е и индивидуалец на свој начин и има потреба различна од оној другиот, што значи дека некаде таа нивна соработка се чини од пресудно значење. А имате ли впечаток, докторке, дека сега во ова време на корона криза или COVID-19, како сакате, дека повторно се социализираат семејствата или повторно се запознаваат? Знаете, јас преска кажав и ќе се вратам повторно на таа парадигма, а тоа е дека кризнава ситуација некои ги направи да бидат посилни и посплотени, меѓутоа мораме да си признаеме дека ја имаме и онаа другата страна, а тоа е дека во голем број семејства токму оваа ситуација на неможност да се излезе од тој простор, неможност да се низ другите системи на поддршка извентилира, ако немаат на друг начин не научиле да го прават тоа, знае да направи поголема тензија и поголема експлозија, така да јас би кажала дека да, голем број семејства ги истражија овие ситуации и видоа дека и често ќе слушнете. По прв пат се чувствувам дека некој работи дома кога се уживам во нив. Имам време повеќе за ова, имам време повеќе за тоа. Ме направи да бидам поквалитетен родител или поквалитетен партнер. Уживаме во игрите кои што ги правиме, уживаме во заедничкото подготвување на оброкот, од искучени се можностите, искрени да сме. Ги немаме тој репертоар на можности како кога бевме. Од друга страна, исто така, она што сите кои што се вклучени, а јас морам да кажам дека институтот меѓу другите проекти работи и на проектот насилство, односно помош на лица кои што се жртви на семејно насилство, бројката расте. Да. Бројката расте токму поради тоа што оние кои што ги немаат ниту вештините, ниту можностите да тензијата ја претворат во некаква креативна активност, односно во некаков друг излез, експлодира со насилно делување, така да сите информации зборуваат и кај нас и во светот дека семејното насилство е во пораст во овој период на криза. Да, за жал, тоа е реалноста во овој момент. Но ајде сега да се вратиме малку пред COVID-19 или може и по COVID-19, но колку знаеме дека колку е значено всушност семејството во ова денешно време?
според вас? Знаете, и по дефиниција, и во пракса, и во личната моја пракса, меѓутоа и во професионалната пракса, не е случајно тоа што велиме дека семејството е основната клетка. И дека во семејството ги учиме основните вештини, дека семејството помага за не само физичкото и биолошкото здравје, туку исто така и за емоционалното здравје и истовремено ги учи своите млади поколенија на социјалните вештини, кои што, меѓутоа, семејството не е единствено, да се разбереме. Значи, ние имаме ситуации во кои што и другите системи кои што се наоѓаат околу семејството и нивната функционалност им помага на родителите да они, односно на семејствата, да подобро функционираат. Јас не би сакала да правам прогнози како понатаму, меѓутоа мислам дека COVID-19 не само семејствата внатрешно во нивната организација и функционирање, туку сите нас како човечки суштества на планетата Земја ни прати многу пораки. И мислам дека би било жално ако брзо заборавиме сето она што ни се случи и не извлечеме голем број на поуки, на кој начин да го негуваме, да ја негуваме семејната атмосфера што е можно поквалитетно, на кој начин да некои навики кои што ги направивме во овие 2 месеци ги продолжиме да ги негуваме вопреки сите промени кои што ќе се случат. Например, времето поминато на цело семејство заедно, како што се ритуалите на руче, како што се или на вечера, како што се ритуалите на прошетки, како што се ритуалите на заеднички игри. Оти сега голем број на возрастни научија да играат со своите деца на еден нов начин, не она веќе еве ти ги играчките па играј на страна, туку се навистина вклучени децата, тоа со голема радост го прифаќаат и го соопштуваат. И исто така мислам дека ќе се научиме да тоа колку ни е драгоцена комуникацијата со другите надворешни членови на семејството, па се надевам дека ќе успееме да го тоа се однегуваме и на тоа. Да, само момент имаме ни се изгуби доктор Кнежевиќ. Повторно ќе се обидаме да ја исконтактираме. Ве молам за малку трпение. Навистина убаво говореше за семејството и за сето она што значи во денешно време, а посебно во ова време на корона криза. Добре дојдовте назад. Да. Да, јас се извинувам, меѓутоа тоа е нашата реалност, нели? Клиентите не бараат. Јас ќе почнам од второто прашање, од тоа што значи целоживотно здравје, односно ќе кажам дека пораката за целоживотно здравје на децата се мисли, но и на нас возрастните. Со други зборови, сето она што родителите, учејќи ги вештините на, ние викаме позитивно или функционално родителство, ќе ги прифатат и ќе ги спроведуваат, обезбедуваат целоживотно здравје, целоживотно ментално здравје на нивните деца, односно ќе создадат единки кои што ќе бидат спремни да се носат со сите предизвици во животот и истовремено личности кои што ќе се ценат, ќе се почитуваат себе си, ќе знаат да се грижат за себе си и на тој начин ќе умеат пак тие да се грижат за идните поколенија. Знаете, важно е родителите да го знаат дека децата многу повеќе учат од нашето однесување отколку од нашите зборови. Со други зборови, ако сето она што сакаме да децата го направат или да го кај децата предизвикаме да го видиме, првенствено требаме ние да го направиме. И затоа е многу важно да родителите работат и на себе за целоживотно здравје на нивните деца. Ви благодарам на вистина за ова ваше денешно гостување. Славица Гајдазис Кнежевиќ од Институтот Алтернатива, семејен и системски психотерапевт. Ви посакувам убав ден и да си го зачувате целоживотното здравје. Благодарам на поканата и драго ми е што денеска на вистина зборуваме за една исклучително важна тема. Поздрав до вашите гледачи.